Значи, Лука 18:8, ви велам, ќе ги одбрани скоро, добро, во ред, тој дел од стихот не е ни толку битен, но кога ќе дојде човечкиот син, вели Исус, ќе најде ли вера на земјата? Често пати знаеме да го цитираме овој стих. И исто еден од тие стихови кој што е вознамерувачки самиот по себе, како што имавме прилика и минатата и предминатата сабота да зборуваме за такви текстови. Значи, Исус алудира на своето второ доаѓање и вели кога ќе дојде синот човечки, тогаш дали ќе најде вера на земјата. И ајде сега да видиме, вчера малку читавме нешто од книгата Последните настани, затоа што почнавме со нејзина обработка, да видиме какви ќе бидат околностите пред второто Христово доаѓање, Матеј 24 глава. Знаеме, тоа е глава која што зборува баш за тие времења, за последното време. Беше спомната и меѓу цитатите вчера, додека читавме книгата, Последните настани. Да ги видиме околностите. Значи, во какви околности човек ќе има вера, или треба да има вера, да се одржи до крај. Кои ќе бидат околностите? Од 3 стих читам. Кога седеше пак на Маслиновата гора, неговите ученици дојдоа при него насамо и му рекоа: кажи ни кога ќе биде тоа и кој е знакот на твоето доаѓање и на свршетокот на векот? И сега Исус почнува со знаците. Исус одговори и им рече: гледајте да не ве заблуди некој. Че прво, ќе има многу заблуди, ќе живееме во време на заблуди. Ние живееме во такво време. И ти излезете од тука, не мора да пуштате телевизор или било што. Заблуди насекаде околу вас. Еден билборд да видите, ќе ве заблуди. Со било каква реклама или не знам што и да е. Зошто мнозина ќе дојдат во моје име, говорејќи јас сум Христос, и ќе заблудат мнозина. А ќе чуете за војни и гласови за војни, тоа веќе сме се изнаслушале и гледаме, пазите да не се уплашите, зашто тоа треба да се случи, но уште не е крај. Зашто ќе се дигне народ против народ и царство против царство, и ќе има глад, и помор, и земјотрси на разни места. Страшни околности. Но сето тоа е само почеток на страдањето. Пазите, вели, набројува еден куп страшни работи, вели, ова е само почеток. Значи, ние се уште не сме, можеби, и на почетокот на тие денови, како да ни се најавуваат само. Тогаш ќе ве предадат на маки и ќе ве убиваат. И сите народи ќе ве замрзат заради моето име. Тогаш мнозина ќе се соблазнат и едниот ќе го предава другиот и едниот ќе го мрази другиот. И ќе се јават многу лажни пророци, ќе заблудат мнозина. И заради многу беззаконија, љубовта ќе олади кај мнозина. А кој ќе издржи до крај, ќе биде спасен. Во вакви околности треба да се издржи до крај, да се одржи верата. А Исус вели, кога ќе дојде синот човечки, дали ќе најде вера на земјата. Ова го зборува во контекст, ако се навратиме пак во Лука 18 глава, за она парабола што ја кажува со упорноста на вдовицата, која што била упорна кај оној безможен судија, и сепак, иако безможен, иако не марал ни за луѓето, како што вели таму текстот, сепак ја услишил и ја заштитил како што барала. Па камо ли нашиот Бог? Пазете, упорни треба да бидеме. Цврсти, јаки, упорни. Поготово во тие времења, како што читаме. И која е таа вера? За каква вера станува збор? Многу убава беше пуката и многу нешта и тука кажавме, но ајде да прочитаме Галатјаните 5.6. Послание до Галатјаните 5.6, што ни кажа овде Павле, познат стих. 5 глава 6 стих. Зошто во Христа Исуса ниту обрезанието има вредност, ниту необрезанието. Туку што има вредност? Што е наважно, вели Павле овде.
туку верата која действува преку љубовта. Верата која што е жива вера е онаа која што работи, која што действува. Видовме што треба и како треба да работи вистинската вера. Верата која што действува преку љубовта. Тоа е жива вера. А сега да отвориме во второ послание до Коринќаните. Значи, денеска имаме за цел да поминеме еден тест. Никој не сакал тест. Ни ја не сум ги сакал, иако самото по себе тоа е стрес. Иако математиката ми одеше, меѓутоа тест по математика кој ќе се каже и знаете од самиот стрес, никој не сака. Сега екстерно тестирање е многу популарно. Па гледате како децата поминуваат низ разни стресови и маки само поради тоа тестирање. Значи никој не сака тест, меѓутоа не е целта да ја вас ве тестираме или ќе видиме од самиот стих дека секој сам треба да се истестира, секој сам треба да се испита. Не е ни за оценка, ни за ништо, меѓутоа за да знаеме времето во кое што живееме, во која состојба сме и дали ние би били во онаа група во која што кога Исус ќе дојде ќе најде вера кај нас. И во овој смисол во второ послание Коринќаните 13 глава 5 стих Павле кажува, ја спомнува верата, меѓутоа малку по широка смисла, не само за она што е верата и каква е верата. 13.5 второ послание до Коринќаните, стихот вели: испитајте се сами себе, значи тоа е целта. И тоа е исправно, не треба ја да го испитувам Трајчи или Зоран или не знам што, ја не знам ни што му е во срцето, ја не знам што е во моето срце, како што вели таму Библијата, поизмамливо од се е срцето, нели? Туку испитајте се самите, себе си, дали сте во верата. Проверете се сами себе, че проверка треба да направите. Или не се познавате себе си дека е Христос во вас, инаку не сте потврдени. Може би малку на изглед тамо вториот дел од стихот може би нејасен, меѓутоа ја ќе прочитам, не радо користам овој превод, меѓутоа во случајов ми е многу едноставен и ја го преведо овој стих, што сушно сака да каже. Тоа е динамичниот превод, кој што не ви препорачувам многу да го користите. Тоа е прераскажана Библија од оној што го направил преводот. Но слушнете го овој текст, значи како гласи во јас спомнав ревидираниот превод, така реков. Не, динамичниот, мислев на динамичниот превод. Оној мал Нов Завет плавиот. Проверете се и проценете дали ја имате вистинската вера, вели овој превод. Проверете се и проценете дали ја имате вистинската вера, дали Исус Христос живее во вас. Ако не е тоа случај, вие сте лажни верници. Много интересен превод. Сега тестот. Тестот се состои со прашање од прво Јованово послание, меѓутоа пред да отидеме таму, ќе отидеме во Јаков, посланието на Јаков. Јаково послание во втора глава, затоа што е во контекст на она што до сега го кажавме, а и во контекст на пуката. Јаков втора глава, значи ова ќе бидат единствени стихови од Јаков. Останатите прашања, значи, на овој тест, на кој што треба сами да се испробаме, да видиме дали сме во верата, се наоѓаат во прво Јованово. Јаков втора глава, од 15 стих, познати зборови исто. Ако некој брат или сестра се голи и без секојдневна храна, па некој од вас им рече: одете си во мир, стоплете се и наситете се, а не им даде она што им е потребно за телото, каква е ползата? Еден пример користи овде Јаков, за да покаже што е жива вера, која вера е вистинската вера. Така и верата, ако нема дела, мртва е сама по себе. Значи, ваква вера, каква што е во примерот овде, е мртва. Што вреди да исповедаш вера, ако изборуваш и за љубовта Божија и за се, ако ги нема делата? И тамо 22 стих, откако ќе каже за Аврама, нели Аврам беше оправдан и по делата своји. Па нели Павле ќе каже во Римјаните дека Аврам беше оправдан според верата. Ама овде ги додава и делата, и сега 22 стих сумира и вели: гледаш дека верата соработуваше со неговите дела и дека верата преку делата стигна до совршенство.
Минатиот пат зборувавме за совршенство. Видите како верата е совршена, стигнува до совршенство. Во соработка со делата. Делата мора да бидат присутни. Инаку, таа вера, делата покажуваат каква е верата. Делата покажуваат дали станува збор за жива вера. И патем речено, делата кои што ќе ги правиме, ако навистина Христос живее во нас, тоа се дела што ги прави Христос преку нас, како што во една прилика во Јован 14 глава ќе каже, таткото што е во мене, тој ги прави делата. Зборовите што ги зборувам, тоа се негови зборови. Ако не верувате за ништо, по ништо, тоаш верувате заради самите дела, вели таму. Че делата се тие кои што имаат огромно влијание, меѓутоа се одраз на верата, која што ја поседуваме, ја имаме. Сега, одиме во 1 Јованово. Значи, 1 Јованово послание. И почнуваме по ред. Неколку стиха се опрашање, со кратки коментари, верувам, да не се задржиме многу. 1 Јованово, реков поред, меѓутоа првин ќе скокнеме до 3 глава, затоа што е во контекст на ова што го кажавме од Јаков. Првин тоа, потоа 1 глава. 3 глава, 1 Јованово, 17 и 18 стих. А кој има светски блага и го види брата си во немаштина, па го затвори своето срце кон него, како ќе остане Божјата љубов во него? И потоа додава, вели, дечиња мои, да не се љубиме само со зборови или само со јазик, туку во дело и вистина. Каква е таа љубов, ако е само на јазик? И внимавајте овде, погоре, значи, прочитавме дека не може да остане Божјата љубов во таквиот, кој што, ако има, значи, било што, ако гледа другиот да нема, ако не му даде, Божјата љубов во него не останува. И сега, ако ја немате едната компонента, многу битна, најбитна, ако читавте во пуката, пишуваше дека самото исповедање на вера без Христовата љубов, тоа ја прави солта да облуткави. А за да го има она вистинско својство да дава вкус на општеството, на малото, и каде живеете, тогаш треба да биде комплетно. Вера плюс љубов, тоа е таа жива вера, значи која действува преку љубовта. Овде немате љубовта, што има недостаток од една компонента, тоа е што таа вера е мртва. И сега одиме во првата глава од 1 Јованово. 5 и 6 стих. Значи, почнавме со прашањето од тестот. Секој сам за себе треба да се тестира, нормално. Не сум јас во улога на професор тука. 1 Јованово, 1 глава, 5 и 6 стих. И ова е веста што ја чувме од него и што ви ја јавуваме вам. Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Ако речеме дека имаме заедништво со него, ми сме христијани со тоа, нели? А одиме во темнина, лажеме и не ја вршиме вистината. Пазите, одиме, изразот. Што покажува изразот одиме? Често пати се среќа во Библијата. Ено ходеше еднакво со Бога. Што значи тоа? Стил на живот, живееше така. Живееше угодувајќи му на Бога. И сега, ако ние велиме дека сме во заедништво со него, дека сме христијани, исповедаме вера христијанска, а одиме во темнина, тоаш ние лажеме. И што би било ако, како што каже и сестра Ивана, ако ние кои што треба да ја однесеме светлината, ја имаме светлината, фала на Господа, станеме ние темнина, тоаш што од овој свет? Ништо. Што значи тоа да одиш во темнина? Кој оди во темнина? Сеќавате зашто не им омиле светлината, туку им омиле темнината? Затоа што во темнина се прават зли дела. Елен Вајд во една прилика ќе каже, се што прави христијанинот треба да биде јасно како сонце. Значи нема тука интриги, некои скриени работи. Скриени работи се прават таму некаде, во темнина, во кај што никој не гледа. Ние треба да бидеме транспарентни, комплетно. Тешки се прашањето од тестот. Јас ви кажав, не дека сум достоен, но
Време е за тест, да се тестираме, да видиме каде стоиме. 8 до 10 стих. Истата глава, значи продолжуваме. Ова е исто прашање кое што често пати знаеме да не сме на врв. Ако речеме дека немаме грев, се измамуваме сами себе и вистината не е во нас, значи пак лажеме. Во кој контекст ова е кажано? Потоа вели 9 стих, ако ги исповедаме своите гревови. Значи, некојаш ни е тешко да признаеме дека сме сгрешиле, значи стануваме безчувствителни кон гревот. Или ќе ја префрлиме вината обично на другиот, како што од старт почнало со Адам и Ева. И знаете што следува ако не го исповедате гревот, зборувавме од неодамна. Тој грев Господ не може да ви го прости, че може да заврши во хула на Светиот Дух. Значи, ако речеме дека немаме грев, често пати во разни ситуации, не сгрешив ништо, он сгреши, или било какво пресолата вина, или едноставно за ситни работи некојаш знаеме да бидеме не без осет, да кажеме така, народски, без осет за ситни работи. А камо ли за, значи, ако на ситност ти си без осет, па тоеш кој ќе направиш нешто покрупно, некој греф, тоеш нема ни збор да се чуе од тебе, а не па да го признаеш. Ти, ако е таен греф, знаеме, се признава пред Господа, меѓутоа ако си му сгрешен на братот или сестрата, тоа ще треба да се измириш и со него, тоа е јасно. Значи, треба да имаме чувствителност кон гревот, тоа е вистинскиот христијанин. На него законот му е во срцето, законот му е во мислите, како што вели псалмистот Давид, постојано. И за секој чекор размислува, дали сгрешил, дали не сгрешил, дали треба да се извини, дали... Тука знаеме често пати да паднеме. Вели во 10 стих додава, уште еднаш повторува, ако речеме дека не сме сгрешиле, него го правиме лажец дури и неговото слово не е во нас. А словото негово и тој, вели, сите сгрешија и се лишени од славата Божја. 1 Јованово 2 глава 4 и 5 стих. 2 глава 4 и 5 стих. Следно прашање од тестот. Кој вели го познав, а не ги пази неговите заповеди, лажеце и вистината не е во него? Ова често пати знаеме да го потребиме за другите, ама тоа важи и за нас нормално. Значи, сите оние кои што на некој начин го тргаат по страна законот или некои од заповедите не признаваат, обично нели четвртата, им смета. А велат дека се христијани, писмото е јасно, веле дека тие лажат. Тие се лажни, таа нивна вера што исповедате лажна, не е она вистинска вера. Кој вели го познав, а не ги пази неговите заповеди, лажете и вистината не е во него. А кој го пази неговото слово, во него на вистина љубовта кон Бога стигнала до совршенство. Гледате како претходно прочитавме верата, која што е пропратена со дела, делата ја прават совршена. Сега овде гледаме дека, држејќи го законот, живејќи од секое слово, што доаѓа од Божјата уста, тогаш љубовта кон Бога, вели, стигнала до совршенство. Совршена вера со дела, совршена љубов кон Бога, затоа што го држите неговиот закон. Тоа е вистинската вера, тоа е вистинскиот христијанин. 6 стих. Продолжуваме, значи, од 2 глава 6 стих. Кој вели дека останува во него, тој треба да оди, го пак овој израз, да живее, значи, како тој, како што одеше тој. Че кој вели дека останува во него, кој вели дека е Христов, тој треба да живее како што Христос живееше. Тешко прашање исто од тестот. Но тоа е тоа. Христијаните, апостолите, всушност, на времето, зошто ги нарекле христијани? Зато што го препознале Христа, стилот негов на живот, на говор, на се, буквално. Да одиме по неговите стапки. Како што таму 2 Петрово, мислам, беше 2 глава, да. Да го следиме неговиот пример, со други зборови.
Одиме понатаму во 2 глава од 9 стих. Кој вели дека е во светлината, еве сега пак светлина темнина, кој вели дека е во светлината, а го мрази својот брат? Тој е досега во темнина. Може да исповеда што сака, а ако има омрза кон брат, кон сестра, не е во светлината. Ја не верувам, значи далеко од тоа не верувам некој од нас да има омрза према еден кон друг, значи омрза е страшен збор, значи тоа е нешто. А кој го љуби својот брат, останува во светлината, значи продолжува понатаму, и во него нема соблазан. А кој го мрази својот брат, повторно 11 стих, во темнина и во темнина оди и не знае ни каде оди. Тој може би мисли дека оди по патот, единствениот пат по Христа, кон спасение, меѓутоа не ни знае каде оди таквиот. Може тука да додадеме 3 глава 10 стих во тој контекст, значи 3 глава исто Прво Јованово, тука сме, сите стихови не се тука, Прво Јованово 3.10. По ова се познаваат, пазите, по ова се познаваат Божите деца и ѓаволските деца. По ова може да направите разлика кој е Божие и кој е ѓаволско дете, пазите. Пошто? Секој кој не врши правда и не го љуби својот брат не е од Бога. Или 4.20, Прво Јованово исто, 4.20. Ако некој рече го љубам Бога, а го мрази брата си, лажете, зашто кој не го љуби брата си кога го видел, не може да го љуби Бога кога не го видел. Но логично, нели, едноставно. Одиме понатамо. Ова се со цел да не ви задржам премногу, затоа што реков 20 минути, ама 20 изгледа веќе поминаа. Прво Јованово, значи реков 2 глава, 15 и 16 стих. Тешко прашање ова исто. Не сакајте го светот, нито она што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта од Бога, таткото не е во него. Повторно, ако фали таа компонента, не е таа вистинската вера, која што действува преку љубовта. Че ако некој го сака светот, она што е во светот, љубовта од Бога, таткото не е во него. Зошто се што е во светот, и сега и кажува трите битни работи на кои што бил кушан и Исус во пустината. Бил искушан во се. Преку тие три работи на некој начин бил искушан во се. Зашто се што е во светот, похота на телото, она што го сака телото, по природа телото сака многу работи, похота на очите, Батко Ѓоргија, сте слушнале за него, нели? И гордоста на животот. Страшна работа, гордоста на животот, страшна работа. Не е вели од таткото, туку е од светот. Сите овие работи, христијанинот, ако ја има верата, вистинската вера, не треба да ги сака. 2 глава, 22 и 23 стих. Следно прашање од тестот, значи. 22 и 23. Кој е лажец, ако не оној кој одрекува дека Исус е Христос? Ова толку може би не се однесува на нас, ама сепак. Кој е лажец, ако не оној кој одрекува дека Исус е Христос? Во превод што значи ова? Дека Исус е Месија. Одрекуваат многу дека Исус е Месија. Ова е антихрист, вели, кој го одрекува, кој ги одрекува таткото и синот. Секој кој што го одрекува синот, го нема ни таткото, а кој го исповеда синот, го има и таткото. И овде може да спаднат многу. Но кон ова, ако би ги додали вториот и третиот стих од 4 глава, Прво Јованово, 4 глава, 2 и 3 стих, овде уште повеќе спаѓаат. Денеска многу и адвентисти. По ова, познавајте го духот на Бога. Секој дух кој исповеда дека Исус Христос дојде во тело, од Бога е. А секој дух кој не исповеда дека Исус Христос дојде во тело, не е од Бога, тој е духот на антихристот. И ова, да не толкуваме многу, сме држали многу проповеди овде. Што значи ова во тело?
Луѓето одрекуваат дека Исус дошол во човечката грешна природа. И така победил. Ако не беше така, тогаш која надежка имавме ние? Дали сме во верата или не сме во верата? На крајот ќе завршам со 1 Јованово 5 глава, 12 стих, иако има многу овде. Само во 1 Јованово, значи, тестот може да го направите и за екстерно. Со 50 кусри, тамо, не знам колку прашање има. Не е битно. 1 Јованово 5.12. Кој го има синот, има живот. Кој го нема Божиот син, нема живот. Много едноставно. Јас нема што повеќе да коментирам. Значи, дали кога човечкиот син ќе дојде, по втор пат, ќе најде вера на земјата. Еве имавме прилика секој сам за себе да се испроба, да се види, да се испита каде стоиме, каде сме, што сме, дали сме во вистинската вера или пак и сосема нешто друго, каде имаме место за поправки, а верувам сите ќе се сложиме и во пуката, тоа беше нагласено и неколку пати веќе во претходните саботи се спомна. Нас не е потребно наново раѓање, нам не е потребен Духот Свети, со тоа ќе имаме и љубовта, а Духот Свети ќе не зајакне, ќе имаме вистинската вера, вистинската доверба. Тоаш ќе имаме таа вера која што работи, која што действува и која што ќе може многу лесно да посведочи меѓу луѓето и да луѓето навистина бидат осведочени дека сме христијани, вистински негови следбеници. Нека Господ ни помогне. Амин.